Нова закана од новата мутација на COVID-19 во светот. Новиот делта сој на коронавирусот A4.2, кој важи за 15% позаразен од основната делта мутација. Од ден на ден се шири во повеќе земји. За сега во регионот нема регистриран таков случај, но не е исклучена можноста од тоа, со оглед дека во Австрија веќе се зголемува бројот на случаи на инфекција со новиот делта сој. Лекарите стравуваат дека новата форма на COVID ќе ја потисне основната варијанта делта. Дали Македонија треба да се плаши и да се заштити од новиот сој? Според докторите, секоја нова мутација треба да не загрижува и затоа е неопходно навремено да бидеме заштитени. Дополнително ја комплицира и целата ситуација во земјава, што дневните бројки на заразени повторно растат, а опаѓа и бројот на вакцинирани граѓани. Ова го призна и министерот за здравство Венко Филипче. Докторите не ја исклучуваат можноста за појава на нова мутација на COVID, но дали ќе биде доминантна, велат, никој не знае. Мојата група на професионалци тврдо сугерира дека до крајот на ноември, декември би требало да исчезне делта бранот и новите случаи да бидат намалени до доста ниско ниво. Колку ниско, тоа најверојатно е некаде каде што земјата беше на почетокот од јуни, јули пред да се залета делта. Ова звучи многу убаво вака, но ова фино предвидување доаѓа со големо но. Во ова предвидување претпоставката ни е дека нема да имаме нова варијанта и ако ги затвориме границите на времено, како што кажав до сега, ние можеме да го спречиме. Бидејќи ако добиеме нова варијанта која има или поголема преносливост или имунолошки потенцијал за да го избегне антителото од претходните создадени антитела, тогаш ќе видиме повторно оживување на пандемијата со нов некој вирус. Инаку според најновата анализа на Министерството за здравство, во период од 6 август заклучно со 21 октомври на територија на државата, 42.945 граѓани биле позитивни на COVID-19, од нив 26% биле целосно вакцинирани, односно 11.253 лица. Според статистиката, во изминатиот период, 74% од позитивните на COVID не биле вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани изнесува 76%, додека само 24% од сите моментално хоспитализирани пациенти се целосно имунизирани.